Македонија изминативе години бележеше зголемен број заболени, но и починати како последица на аерозагадувањето. Сега пак со пандемијата состојбата е и повеќе од сериозна. Кога и тоа како треба сериозно да се действува, алармираат специјалистите. Загадениот воздух е главен сојузник на вирусот. Мора да се најде решение, оти последиците ќе бидат лоши. Автоматски се намалува концентрацијата на кислород во околината и со тоа може да има последици сега во овој момент, поготово двојно полошо, затоа што не задеси пандемијата. Кај пандемијата секако е намалена концентрацијата на кислород кај заболените, зборуваме. Скопје, Тетово, Кичево, Кавадарци, Гостивар. Мерните станици деновиве во речиси сите градови низ државата покажуваат надминување на дозволената граница на PM10 честички. Граѓаните се плашат, но бараат и мерки од надлежните. Загадувањето е ради сиромаштијата и непреземување на владата конкретни чекори за да се реши овој проблем. Секој човек треба да се плаши и да се пази, да се чува. Никој не треба да ми каже зашто како. Самиот тоа е. Дали може би треба општинскиве власти нешто па некои мерки да преземат со загадување во барем? Општинава ние за тоа, за нигде. Која општина? Која општина ке нас? Господин Филипче, мало нека води ред на народ. Нека и дава барем на сиромашите маски без паре. И последните меѓународни истражувања покажуваат дека изложеноста на загаден воздух може да го зголеми ризикот од смрт од COVID-19 за околу 15%. Во студијата германските научници пишуваат дека загаденоста, која и сама по себе е причина за смртност, ги оштетува белите дробови, што доведува до подобра апсорбција на вирусот. СЗО веќе проценува дека аерозагадувањето е одговорно за 7 милиони смртни случаи годишно ширум светот.